Помошта која децата со ретки болести ја добиваат од државата е никаква. Примањата се мали, не стигаат парите кои се потребни за нега и лекување на нашите деца, кои во повеќето случаи се зависни од нас, вели Ване Петритов од Сдруженијето за мускулна дистрофија. Секојдневието е тешко. Грижата на државата, можам да кажам дека немаме баш никаква помош. Едина работа што дечињата треба да ја обавуваат се физикалните вежби и тие ги сносиме на собствен товар. Иако министерот за здравство, кој беше присутен на Конгресот за ретки болести, уверуваше дека во овој дел сме биле лидери во регионот, реалноста е поинаква. Најголем проблем кој се одолговлекува со години е каснењето на терапиите поради доцнењето на тендерските постапки. Друг момент се социјалните услуги кои се непостоечки за пациентите со ретки болести. Значи, секоја година тендерските постапки за лекови доцнат се одолговлекуваат и на крајот пациенти остануваат по месец, 2 и 3 месеци дури без терапија. За да добиете некоја социјална услуга како пациент со ретка болест, истото можете да го направите само како пациент со посебни потреби или со некој инвалидитет. Врз основа на ретка болест не ви следува апсолутно ништо, па дури и потешко е да добиете, пошто таа дијагноза ја нема во категоризацијата која Министерство за социјала ја има како таква. Борбата е голема, стручен кадар имаме, малку повеќе ќе поработиме на раната дијагностика да не чекаат пациентите подолг временски период, вели професор Софијанова. Дијагностиката и одењето напред бара и средства, тие се исто важни да ги имаме и веќе правиме начини како соработката и преговорите со компаниите кои ги носат, бидејќи сме мала држава, треба да одат на начин на кој што, без разлика дали е еден, бидејќи како ретки болести се по еден пациент или два, секој пациент е важен како да се 100 или милион. Може би делот околу тие преговори со фармацевтските компании и намалувањето на цената ќе оди на начин на конкурентност. За ретките болести годинава биле предвидени 560 милиони денари, кои како што призна ресорниот министер не се доволни. Инаку 85% од пациентите со ретки болести се деца, над 650 се дијагностицирани, а во регистарот има третмани лекови за околу 72 типа на болести.